Почитувани представници на медиуми, почитувани граѓани, најпрво би сакал да ви се заблагодарам во моје име, во име на Министерството за внатрешни работи, за вашето присуство на денешната пресконференција. Министерството за внатрешни работи се соочува со сериозен проблем и застој во издавање на лични документи, а особено на патните исправи, и ова е состојба која е последица на несовесно работење од минатото, но и воедно отвара сомнежи за прекршување на законски процедури и норми. Впрочем, се работи за свесно или несвесно заобиколување на законски утврдените процедури, кои отстапки пак само го потврдуваат недомачинското и непланско работење во Министерството од страна на Оливер Спасовски, со што се предизвикани негативни фискални импликации на буџетот на Министерството за внатрешни работи. По-конкретно, постојат индиции подкрепени со материјални докази кои велат дека се спроведувале постапки спротивно на законот и за истите се склучувале договори. Во тек на постапка за јавна набавка се менувале членови на комисии. Се склучувале рамковни спогодби и скоро секогаш се излегувало надвор од предвидената финансиска рамка. Се воделе тендерски постапки без претходно да биде изготвена соодветна техничка спецификација за истото. Се вршила набавка на хардвер, за кој пак не се набавувал соодветен софтвер и така натаму. Но она што е најважно за граѓаните, она што требало да биде финален производ, а тоа е нарачката и испораката на образците не е направена, и тоа е главната причина што денес се соочуваме со сериозен недостаток на образци за лични документи. И покрај тоа што самото министерство сметало дека проблемот со набавката на образци за лични документи се решава со склучување на договор со време трајање од 5 или 10 години, до денешен ден тој договор не е воопшто склучен, а во меѓувреме се склучувале анекси на договори и се вршило исплаќање пред испораката. На самиот почеток би сакал да ви информирам дека на денешната пресконференција накратко ќе биде презентирана постапката за набавка на образци за лични документи, текот на постапката, како и фактот кога и како се извршило енормното зголемување на износот кој Министерството треба да го плати кон добавувачот, а кој речиси 2 пати отстапува од првично договорениот износ. Внимавајте, речиси 2 пати. Имено, од 7.209.963 евра, со анексот со кој се склучува од 2017 година, вредноста на претходно склучената рамковна спогодба од оваа сума се зголемува на фамозни 12.898.523 евра. Да одиме по ред. Имено конкретно на 2016 година од МВР, представувано од Оливер Спасовски, до владата е доставена информација во која е образложена потребата за склучување на нов договор за набавка на документи помеѓу МВР и компанијата Веридос во постапка за преговарање без јавен оглас. По отпочнувањето на јавната набавка со друга информација, МВР ја информира владата дека е формирана работна група која пак предложила владата да донесе одлука за склучување на нов договор помеѓу МВР и Веридос за период од 2 години. Со истата информација, Министерството ја информира владата дека по склучување на овој договор со важност од 2 години, а со цел долгорочно решавање на состојбата, потребно било изнаоѓање правни механизми за склучување на договор за набавка на лични документи и одржување на системот за период не помал од 5 години, а како оптимален рок од страна на МВР биле препорачани 10 години, бидејќи се работело за оперативен систем со долг животен циклус. Врз основа на спроведената постапка се склучува рамковна спогодба со понудувач од Веридос во износ од 7.209.963 евра. Во рамковната спогодба било предвидено истата да трае 2 години. Договориот орган и давателот на услугите склучуваат поединечни договори за набавка на поединечни услуги, а нивната вредност не смее да го надмине износот од 7.209.963 евра. Врз основа на оваа рамковна спогодба, од страна на тогашниот државен советник, а потоа и помошник министер назначен од Оливер Спасовски, е склучен и реализиран поединечен договор со правното лице Веридос, кој не е во согласност со понудата за која е склучена рамковната спогодба, односно на Веридос му се исплатени 255.792 евра повеќе за надградба на системот. Освен тоа, врз основа на оваа рамковна спогодба,
чии средства биле целосно исцрпени, со склучување на претходниот договор се склучува нов анекс на договор, незаконски, чиј предмет на набавка и испорака на дополнителна количина на документи во вкупен износ од 5.688.560 евра. 20% аванс од овој договор веднаш се исплаќаат, односно по доставување на фактура од страна на економскиот оператор, без од страна на МВР да биде побарана било каква услуга која е предвидена во договорот. Со склучување на анекс на договорот, вредноста на претходно склучената рамковна спогодба од 7.209.963 евра се зголемува на фамозни и незаконски 12.898.523 евра, и тоа надвор од законски утврдената постапка. Второ, анекс број 1 на договор склучен на вкупен износ од 5.688.560 евра носи наслов анекс, но всушност станува збор за нов договор за кој не е спроведена постапка согласно Законот за јавни набавки. Доколку била спроведена постапка за склучување на договор со преговарање, веројатно МВР би добило драстично пониски цени за набавка на услугите, поврзани со издавање на личните документи на граѓаните. Со тоа би се заштитил буџетот на МВР и истовремено би се намалиле трошоците на граѓаните за издавање на нови лични документи. Понатаму, 2 години подоцна, односно 2019 година, врз основа на заклучок донесен од владата, МВР носи одлука согласно која предвидува за потребите на МВР да се спроведе јавна набавка со предмет набавка и обезбедување на услуги за техничка поддршка и имплементација на законските и уставните измени, поврзани со промена на името на државата и набавка и испорака на образци и да склучи договор во време трајање повторно на 2 години. Од однесената одлука во текот на 2019 година и доставената покана за доставување понуда од страна на Веридус е доставена понуда од страна на компанијата која е во вредност од 19.900.000 евра. Економскиот оператор го известува Министерството за внатрешни работи дека цената за одржување во наредните 2 години е драстично поголема, а тоа пред се е резултат на уставните промени поврзани со промена на името. По објавената јавна набавка, која е неделива, од причина што се исполнети условите само за една точка од јавната набавка, помошникот министер носи одлука за измена на јавната набавка од неделива во делива, при што преговорите продолжуваат по единствената точка за која има услови да се направи тоа, одржување на системот за изработка на лични документи и комисијата носи одлука за избор на најповолна понуда за конкретна услуга за што склучува рамковна спогодба. Таа рамковна спогодба е основ за склучување на поединечен договор во износ од 959.330 евра, чие плаќање повторно е направено авансно веднаш по неговото склучување. Понатаму, од страна на Оделот за општи и заеднички работи била започната нова постапка за реализација на јавна набавка по останатите два дела. По ова е донесена одлука со која се предвидува да се спроведе постапка за јавна набавка и тоа: набавка и испорака на образци и набавка и испорака на нови видови лични документи согласно уставните измени. Тоа што е важно е дека донесената одлука за спроведување на јавната набавка, која и до ден денес не е целосна, односно во неја изостануваат податоците за изгледот на новите образци за лични документи, кои МВР не ги подготвило и очекувало да ги добие од страна на добавувачот. Вака нецелосната одлука било побарано да се изготви и била подпишана од страна на помошникот министер во Оделот за општи и заеднички работи. Под однесувањето на одлуката за спроведување на јавна набавка и за формирање на комисија, изготвена е тендерска документација која е нецелосна. Деловите кои согласно законот би требало да бидат задолжително пополнети, истите се оставени неподполнети. Па така, непополнете делот каде треба да биде утврден начинот на плаќање, рокот на испорака и начинот на извршување на услугите. Во прилог на одлуката доставена е и описна техничка документација во која во делот каде што би требало да стои изгледот на службените и дипломатските пасоши, исто така стои празно место. Дополнително во самата техничка документација е оставено непополнет и делот за техничките надградиви на системот кој ги бара МВР, и тоа е оставено да одлучи економскиот оператор кој ќе ја добие услугата. Вака изготвената тендерска документација е доставена во прилог на поканата до економскиот оператор Веридус. Пошто од страна на Веридус
на крајот на јуни е доставена понуда во вредност од 18.125.400 евра. Комисијата задолжена за спроведување на набавката констатира дека не може да одлучи дали е прифатлива понудата за услуги кои МВР нити ги специфицирало во техничката документација, а ниту навело фреквенција за нивно извршување. Односно, одлуката за овие две работи, наместо на МВР, била оставена на економскиот оператор, во конкретниот случај на компанијата Веридос. Дополнително, во услови на неизготвување на правилник, кој ќе го пропише изгледот и ќе ја пропише техничката спецификација за набавка на нови образци, Комисијата задолжена за спроведување на јавната набавка, односно председателот на оваа комисија, на истата заклучува дека комисијата нема мандат да преговара за нешто што не било побарано и дефинирано во тендерската документација. Меѓутоа и покрај наведените пропусти, од страна на вработен во Министерството, кој е заменик председател на комисијата и истовремено извршувал работни задачи на работно место началник на секторот за јавни набавки, поставен од Оливер Спасовски, по електронски пат ја известува компанијата Веридос дека е потребно да се продолжи рокот на важноста на нивната понуда и истовремено ги информира дека е донесена одлука со која понудата за хардверска и софтверска надградба се прифаќа. Внимавајте, поради констатирање на претходно наведени недостатоци за спроведување на јавната набавка од страна на комисијата, како и истакнатата забелешка дека се водат преговори за набавка на хардвер од 7 милиони евра, за кој хардвер нема доволно аргументи дека е потребен и кој се набавува без софтвер, во тек на самата јавна набавка се врши измена на персоналниот состав на комисијата задолжена за спроведување на јавната набавка, без никакво образложение, при што очигледно е дека новата комисија имала за задача да ја спроведе јавната набавка и покрај низата утврдени законски пропусти и недостатоци. Понатаму, финалната понуда од страна на Веридос се доставена на 4 декември 2019 година, односно цели 7 месеци по донесувањето на одлуката за спроведување на јавна набавка и 3 месеци од истекот на првата понуда која била доставена од страна на Веридос. Оваа понуда се разликува и е повисока за повеќе од 1,5 милион евра од првичната понуда која е доставена во јуни. Промената е настаната како резултат на зголемена потреба од стари образци, односно пролонгирање на давање на образци и лични документи со новото име на државата. Она што е важно да се напомене тука е фактот дека пред донесувањето на извештајот за спроведената постапка за јавна набавка била донесена одлука за измена на одлуката за јавна набавка во делот на висината на средствата. Одлуката е подпишана од страна на помошник министерот, а по барање на началникот на секторот за јавни набавки, кој го информира помошникот дека е надминат износот на вредноста, при што во обид да се најде покритие за надминатиот износ, постојат материјални докази од кои може да се утврди дека, цитирам, единствено решение е до обезбедување средства со претходно писмено обраќање до владата за дообезбедување на разликата. Но до донесување на одлуката нема информација дали до обезбедувањето е направено. Да извлечеме заклучоци. Врз основа на претходно образложената постапка е донесена одлука за избор на најповолна понуда, според која, согласно извештајот, се избира понудата на понудувачот Веридос со купна цена од 19.681.666 евра. Тоа што е најсимптоматично овде, а што говори за сериозни отстапувања од процедурата е фактот дека извештајот за спроведена постапка, кој согласно законот треба да се изготви пред склучување на договорот, од евидентниот број под кој е заведен во МВР, се гледа дека е заведен на 6 декември. Додека склучувањето на рамковната спогодба е заведено еден ден порано, односно на 5 декември. Значи целата постапка е ден покасно отколку што треба да биде заведена. А пак рамковната спогодба е заведена еден ден порано на 5 декември од спроведената постапка. По склучувањето на рамковната спогодба склучен е договор, истиот се однесува за набавка на образци за лични документи. Во договорот е наведено дека вредноста на договорот е, цитирам, аванс од 20% од купната вредност на рамковната спогодба, односно 3.936.333 евра, кој што аванс е веднаш уплатен по склучувањето на договорот. На крајот само ќе го споменам фактот дека во периодот од 2017 до 2019 година МВР во 4 наврати
се обидело да спроведе постапка за избор на економски оператор, кој ќе има обврска да изготви проектна документација, која ќе се користи при извршување на услуга за набавка на лични документи. Меѓутоа, сите 4 постапки за спроведување јавни набавки за ангажирање на консултантска компанија завршиле без успех. Намерно или ненамерно, меѓутоа без успех. И покрај тоа што самото министерство во 2016 година во информација доставена до владата констатира дека за успешно продолжување на процесот на издавање на нови лични документи неопходно е да се направи ова. Во оваа прилика сакам да ја информирам јавноста дека поради постоење на индиции кои се подкрепени со факти и аргументи дека од страна на одговорни лица во МВР е злоупотребена службена положба, со целокупната поисмена кореспонденција и материјални докази е известено јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција за нивна натамошна надлежност и постапување. При тоа, доколку се потврдат сомнежите против овие вработени против кои ќе биде покренат обвинителен акт, ќе бидат преземени соодветни мерки, односно спроведени дисциплински постапки согласно колективниот договор на Министерството. Воедно ја информирам јавноста дека целокупната одговорност за хаосот во кој се наоѓа МВР и нашата држава, а чии последици најмногу ги трпат граѓаните, ја има Оливер Спасовски, кој бил должен да преземе мерки со кои ќе се спречат овие действија. Граѓаните заслужуваат одговор и во оваа прилика го прашувам поранешниот министер за внатрешни работи и сегашен технички премиер Оливер Спасовски. Дали ова одговорното и стручно работење за кое тој говореше постојано во изминатиот период? Дали ова се стручните и одговорни кадри кои Оливер Спасовски ги постави, а за кои тој тврдеше дека работа согласно законите? Дали склучувањето на договори кои се спротивно на законските прописи е законско работење за кое тој наводно се залагаше? Дали менувањето на комисијата насред постапка за јавна набавка е стручноста и одговорноста која тој постојано ја потенцира и нагласува? Почитувани граѓани, Оливер Спасовски 4 години не преземал конкретни мерки и активности за долгорочно решавање на проблемот со набавка на образци за лични документи. И тоа е единствената причина поради која до денес не е решен проблемот со недостаток на образци и издавање на лични документи, што секако ќе предизвика натамошни последици. Ви благодарам.